Добра вечер, почитувана публико, и добро дојдовте во 78-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, мој соговорник вечерва повторно е Јордан Петровски. Добро вечер. Добро вечер. Вечерва продолжуваме со анализа на емисијата Во центар со Васко Ефтов, каде што гостин му е поранешниот подсекретар на Службата за државна безбедност на СРМ, односно Социјалистичка република Македонија во преодот кон Република Македонија, до 95-та година, што е еден лапсус што направивме минатата емисија, кога рековме дека е до 97-98, значи нема некоја сериозна, суштинска Бидејќи го наследува, бидејќи после Погоевски доаѓа Добри Величковски, тие се сиемски близнаци. Да. По односот по нивниот однос кон македонците и македонската кауза. Да, меѓутоа тоа е, како што реков, еден лапсус кој што направивме да го исправиме. Да. Вечерва ќе разговараме на тема длабока држава. Да. Длабока држава или заробена држава, deep state. Меѓутоа јас предпочитам сето тоа да го означувам како удба. Да. Па, ако немаме друго што да додадеме. Да почнеме со видеото. Инаку да ве предупредиме уште сега, вечерва ќе снимиме 2 епизоди поред, така ако ги видите, ако видите thumbnail или кога ќе ви излезе повторно слика на YouTube, да не видите во исто издание, дека не е истата епизода повтор пат ставена. На воведот што го имавте овие неколку минути што кажавте, можеме ли да дефинираме што е таа длабока држава во Македонија? Кој владе, кој спречува договори нели со Бугарија и со Грција, чисто како вове да доиме до независноста и така натаму, а прашањето на Грција, прашањето на Бугарија како посебни сегменти ќе ги анализираме во интервју. Мора да направам само онака прекин, само да ми повториш дали добро слушнав. Тој тврди дека длабоката држава ги спречува договорите со Бугарија. Да, и Грција, да. Тоа е често користен термин за да се замагле суштината. Американците често пишуваат, говорат, истражуваат што е длабока држава во Америка, и кај нас не сме исклучок. Од време на време ќе слушнете, оставете, тоа е дело на длабоката држава. Кај нас тоа е чест, тоа е нов термин кај нас, од Трамп кога почнува користи, инаку кај нас се користи терминот удба, Удба, да. Но секако тоа не се оние на кои тие мислат. Ние си имаме своја длабока држава и изградивме таа длабока држава затоа што направивме паралелни држави. Една легална со уставот и со законите пропишана и една парадржава која е длабоката држава која владее со државата, ама народот не знае дека владее и нема никаква одговорност за тоа што го прави. Сакам од тука да почнеме. Имаше Која е таа длабока држава? еден момент важен, ево со тоа со Трајанов, со Павле Трајанов, се сеќавате во тие процеси 89-та, 80-та и понатаму, трите клучни барања наши од тој период што беа? Департизација и деполитизација на институциите. Тоа беше клучно. И друго е прашање после околу самостојна Македонија и така натаму, тоа беше клучно за функционирање на институциите. Благодарение на италијанскиот модел. Властите се менуваат, партиите паѓаат, владите паѓаат, но институциите остануваат со способни луѓе. Тие се помоќни од било кој председател, премиер, избран, нели? Тој доаѓа си оди. Тоа е суштината на тоа. Али тоа е државата. Тоа е суштината на битката на осумината. Значи 8 припадници на тогашното Министерство за внатрешни работи или како се велеше Републички секретаријат за внатрешни работи, вие Павле Трајанов, дел од нив веќе се покојни и така натаму. Го отпочнувате процесот, условно речено, со некаков бунт во Министерството за внатрешни работи. Дали има уште да слушаме или прилика? Ние нема да разговараме денеска за осумината, воопшто нема да ги чепнеме. Ќе направиме посебна емисија. Рековме во минатата, ги споменавме Споменавме, да.
рековме дека ќе правиме за нив посебна емисија. Но ќе ги оставиме нека води уште малце, битно е да го изслушаме убаво Богоевски, да видиме неговата магла, која шири и се обидува длабоката држава да ја префрли на едни сосема. А се знае, длабоката држава единствено е покриена и контролирана од службата за државна безбедност. Па добро, ќе мора повторно да не го спремивме, ќе мора да го извлечам повторно извештајот на комисијата на извршниот совет, која што зборува токму за ова. Да. Имаме други докази сега овдека, многу по интересни за нашава публика и досега не верувам дека ги има слушнато или сретнато. Сем по некој мој текст, каде што ги споменал наши текстови, каде се споменати онака спорадично, но сега ќе правиме една хронологија. И кога се прави хронолошки пристап кон некој проблем, тогаш неубаво се разбира тој проблем и точно ќе лоцираме каде е длабоката држава. Тоа сега, уште само пред да се навратиме на ова. Да. Во ова што го искажа сега Богоевски. Значи, како тој ја сваќа демократијата, повторно затоа се враќам на тој извештај, е впрочем во проблемот кој што го лоцира извештајот на комисијата за истражување на состојбите во службите за безбедност. Тој вика дека институциите треба да бидат над власта, над партиската власт. Тогаш зошто имаме избори, зошто имаме демократија? Ако таа државна администрација на луѓе, неизберени луѓе, ја има целата власт, таа што постојано владе, тогаш зошто имаме избори? Тоа е само драмолетка тогаш. И уште една работа, досега кажам, многу интересна. Дека таа паралелна власт е надвор институциите. Да. Па што работела службата за државна безбедност? Што работела? Едноставно, што е работата? Да ми ја дозволи... Минатата емисија баш тоа го работува. Да ме дозволи таква девијантна појава. Да. Значи, ајде да одиме, да не разлекуваме. Гледајте што се случува. Се поделува политичката елита. Да. Лазар Кулешевски, тогаш и Григорije Гоговски премиер, Васил Тупурковски имаше победено на непосредните први избори за член на председателството на поранешна СФР Југославија и станува огромен проблем. Јован Трпеновски, адвокатот, тогаш беше министар за натреби. И вие сте суспендирани. Да, точно. Од сегашна временска дистанца, како тоа би го дефинирале? Длабоката држава удира кон вас или вие сте дел на длабоката држава која сака да го менува системот? Не може да бидете длабока држава ако јавно го тоа правите. Нели? Ова што ние го правевме, го расправавме на Централниот комитет на СКМ, тогашен, во собранието на Република Македонија и на јавни конференции. И пред медиумите, сите тие соопштенија, цели за што се залагаме, беа јавни, значи не може да биде тајно тоа. Тајно беше другото влијание. Луѓе кои немаат никакви функции, а сакат да одлучуваат за виталните процеси во Македонија. Кои беа тие луѓе? Кулешевски? Луѓето на Повторно тука мора да го прекинам. Да. Повторно тука тој зборува за луѓе неизберени, неназначени никакви позиции кои што одлучуваат за сите за работи. А тој бара администрација која што не е изберена, туку е бирана, туку се прима по клуч и по етнички, и по верски, и по особено по морално-политички подобност. Тоа е број еден. Таа треба да биде. Значи тука ова работа сепак мора да остане во ум. Ево кратко да ги дефинираме. Богоевски, тој ли е длабоката држава? Али тоа беше детска играчка во тој период во однос на сега. Сега што е. Или пошто го спомнавме, не сакам, Бог да прости, починате човекот. Али беше символ на таквото влијание. Значи седите горе, сите ви реферираат, еве вие одбирате кадри, вие одлучувате кој што ќе Тоа е тоа водњанско лоби што се водњанско лоби, сега го популар. Тогаш во ова Сега доаѓа како
Хрушчев што прави после смртта Па насока, на Сталин. Да. Така, ние вадиме ножеви на мртви индијанци. многу беше битно и улогата на првиот председател на СКМ ПДП, тоа што се прекрстинели, Петар Гошев. Петар Гошев, кој донесе одлука сите кадри на Сојузот на комунистите да се повлечат од јавните функции. И тоа беше многу важен момент кој даваше надеж дека ние можеме сериозно да го придвижиме процесот на осамостојување на Македонија и дека нема да ги загубиме институциите. Ако почнете да ги партизирате, како што сега е буквално све партизирано, а во превод значи онеспособено, тогаш не може да споредите таа желба и залагање во тој период и ово што сега се случи. Тој темен период што го нарекуваме, нели? Интересно е што зборува околу партизација на служби, човек кој што е влезен во службата во време на едно партиско владење, И кога сите се примани по партиски клуч. кои биле без морална подобност, политичка подобност, без проверки од самата служба во која доаѓа да работи тој не може да дојде да се вработи таму. Да, што сугерира дека ова што го зборува не е искрено. Да, Не е... и уште една работа. Тој е секретар на партиската организација во полицијата во тоа време. Сега тој зборува за партиски кадри. И целата таа гарнитура која е примена и работена во полицијата, особено во државната безбедност, управа за УБК и СДБ, е строго ги поминала сите филтри на подобност кон комунистичката партија и комунистичкиот систем. Така да продолжиме Да, натаму. сега значи ова се поситни работи Да. што ги споменуваме, Ама- како што реков, со цел да направиме прекини во Да, во видеово за да немаме проблеми со авторски права. И сега таман овие поситни работи ги допираме, а одиме кон сериозните. Е светол период во споредба со тоа дене што се случи. Апсолутно. Значи нивото на демократијата кое е тогаш присутно Да. е Монт Еверест за нивото на демократијата кој сега ние го живееме во ова Република е сам Македонија. треба да прекинеме. Сега е тогаш била демократија Монт Еверест во однос на ова. И па добро, нели е буквално ова сега буквално емисијава која што ја прават, нели е буквално само едно огледало на работите што се правеа тогаш, на глумење на некакви си опозициони медиуми, на некакви си судири на партиско или на државно ниво, на било што, од луѓе кои што играат, од двајцата што играат оној филмот што беше, обајцата боксери се за Дон Кинг. Да, Играат за иста екипа, а сега демек овој бил оваков, оној Да. бил онаков. Кој е проблемот и хендикепот после Апсолутно. 30 години? Ние да се вратиме многу поназад 88-89 година, која нели во некој историски контекст од другите комунистички држави се нарекува темен период на развојот и историјата на историја. одредена држава. По право сте, Васко. Имаше уште еден елемент тоа што ја даваше таа стабилност. Тоа беше постојањето на Југославија и сојузните органи кои беа коректив во многу области, да речеме во судството. А што беа тие институции, тие органи, таа Југославија, што беше? Беше, Центар на демократија на Центар на свет, демократија. па и пошироко од свет. тоа беше Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Во која постоеше вербален делик за кој се судеше, Да. во која се кршеше уставот по сите. под управителство на Сојузна комунисти на Да. Југославија. И сега зборуваме за демократија или за слобода Еднопартиски или за... систем со само една партија и избори кои се фингирани. Да. Сега тоа било демократија. И сега подоцна ова, впрочем ние го обработавме во минатата епизода, меѓутоа во контекст на емисијата на Васко Ефтов, каде дискусијата доаѓа подоцна, каде што Богоевски зборува за
партизирање на службата за државна безбедност. Прво беше во 98 или 99 Не, од страна прво на Доста. беше- Не, така тој го кажа. Така. Прво беше од Да, во Доста, времето на Доста. значи 99-та 2000 година, па после се врати 95-та година после фалсификатот. Пред тоа, дека 2006 во времето на Груевски, Да. па потоа беше 99-та, од бидејќи Доста. во време на Павле Трајанов наводно не е партизирана. Да. Павле Трајанов беше министер 98-99 во владата на Љупчо. Е од времето на Доста, која беше една година, немаше ни цела година, бидејќи така една година, е партизирана државата. Службата. Доста Павле замина ноември-декември 99-та, војната почна февруари-март 2001. Кога можела Доста да ја партизира толку многу. Но тоа е. Одиме. А потоа, значи, во контекст на која лага кажуваше, се врати дури Да. до 95-та година. И дека тогаш е партизирано значи, најмногу. фактички со неговото заминување Да. од Да, службата. да. Односно од неговата подсекретарска позиција. Беше сојузен суд и треба да внимавате како судија дека ако ти стигне предмет за тие што беше надлежен, сојузниот суд, тоа вие после не можевте да бидете судија понатаму. Нема Сваровски, Нема Сваровски. нема тефтерчиња. Ние исто како служби бевме под насоки и инспектирање на сојузните служби. Значи, еднаш Кои што годишно така редовно беа се партиски. призна. Да. Тој страв кај нашиот народ, тука кој работеше во тој период, на некој начин го сопираше оно што значи злоупотреба на службените функции и гарантираше дека на граѓаните дека ако ти ги загрози некој правата, дека на крај крајава ако не во Македонија, барем во сојузните органи и многу луѓе одеа да си ги остварат своите права во сојузните органи. Војски, Би било интересно да даде некои примери на такви. Пишува писма на Тито. И сега ти имаш вели дека има органи, Да. сојузни органи кои се исклучиво по правда. Значи, сега, да кажеме, овие што биле апсени за труење на мозоците на младината и што вршеле американска пропаганда или оние што се спремале да бегаат за Грција. Да. Тие од затвор пишувале поплаки до овие сојузни судови, сојузните судови. Не за нив, да не збори за нив да не. Тоа е за обични некои обични работи. Едноставно ќе се намериш на некој моќник во градот, некој кој е од висока партиска функција и тој ќе ја тера неговата и ќе биде тој во право. И сега бидејќи се жалили на сојузни органи и таму се завршило така како што бидејќи моќникот до таму е моќен и луѓе му пишуваа писма до Тито. Сега која е таа демократска држава во која ти бараш правда, тоа во царштини, во кралства, во султанати. во султанати се пишувале писми. Ете, тоа е за нив, тоа е лагата. Функционирале сојузни органи. Колку писма Тито добива по 515, ако не и повеќе писма дневно со поплаки. Да. Тоа говори за таа колку биле и сојузните органи според правдата и законот. И сега од тие поплаки Тито ќе одбере најбаналната Најбаналната ете и ќе се направи голема работа дека ете Тито. да. добро ве разбирам. Вие всушност водевте битка против тогашната длабока држава на Лазар Колишевски. Точно, скриена држава беше таа. Ова Кој е- немаше да, функција, ова е главно. после нели, беше после смртта на Јосип Броз Тито 15 дена председател на председателството на СФР Југославија Лазар Колишевски, нели? 10 или 15 дена, заминува во политичка пензија, меѓутоа неговите играчи, Да. дали Љубисав Иванов Зинко во бизнисот, дали некои други структури. Јаков Лазаровски беше прв председател на Централниот комитет на Сојузот на комунисти на Македонија, кој не успева во парламентот да биде изгласан да биде член на председателството на СФР Југославија. Тогашниот премиер, или како сика председател на извршниот совет Григоре Гоговски се уште жив, и Јаков Лазаровски не се избира во парламентот
во таа битка помеѓу нив двајца, кој да биде член на Македонија во претседателството. Па се оди со Драголюб Ставрев и со Васил Тупурковски на непосредни избори. Васил Тупурковски е жив, Драголюб Ставрев е починат, менторот на Хари Костов, нели денес на Комерцијална банка, на Никола Поповски што беше министар за финанси, на Драголюб Арсовски, во негово време се вработени, нели, како соработници на Извршниот совет на Република Македонија. Добро се сеќавате, може би им звучиме на гледачите малце архаично, но клjuč на сите процеси тоа добро сеќавање. Така беше тоа точно. Јас можам да кажам пример како изгледаше функционирањето на таа тогашна скриена држава. Уште само ова ќе го дослушаме, овој пример што ќе го даде и Да. потоа одиме во дискусија. Потоа одиме, да. Кулишевски немаше никаква функција. Еден период после смртта на Тито беше член на преседател. I've been dreaming about this my whole life. It's the biggest treasure that's never been found. Треба да живееме. Председателството и кратко време кога почина преседаваше со преседателството. После тоа дојде во Македонија, меѓутоа иако немаше никаква функција, сите информации, целокупното работење на службата за државна безбедност одеше прво кај него. Целокупната кадровска политика кај него. Како всакат нека е човек и образован со искуство и со добри намери, не е возможно да ги знае сите луѓе во Македонија, затоа постојат овие институции. Имаше трагикомични ситуации, бидејќи јас сум присуствувал на такви средби, како помнат тогаш. Јас, началникот, шефот на службата и Кулишевски ќе седне едното дена. И тоа почнуваше со изворот во Социјалистичкиот сојуз прво. После се одеше во СКМ, па понатаму делегацијата, али од тука почнуваше таа кадровска политика и нормално ние бевме задолжени да ги провериме кадрите што ги предлагаат овие. Дали се подобни? И јас бев задолжен да ги објаснувам зошто е така. И се сеќам, цело време Кулишевски само молчи и слуша. И овие, председателот на социјалистички, секретарот на социјалистички тука. За пример ги зема исто се одвиваше и за СК. Се случуваше и за делегатскиот систем. Овој слуша и го држи високо во раце. И ако не одреагира, значи поминува тој кадар. Висок. Ако праша, а кој е тој? Извинете, друже Лазар, тоа малце грешка направиле во општинскиот комитет, друг имаме тука. Ќе го поправиме тоа. Се малце смешно изгледа, ми тоа беше така. Така функционираше. Така функционираше. Јас се прашував. Сега овде ми личи дека само спорно е кој седел во таа фотелја. Да. Да. На Богоевски му пречи што тој како извршител од службата, тој не бил тој што го поставил прашањето. Тогаш не му пречело. Тогаш не му пречело, сега му пречи. Или сега И вика сега дека не му пречи. Само сега мора да ги малку да не го одлече вниманието од главните работи. Бидејќи нивната цел, ја рекоа на почетокот, да покажат кој е виновник за однос проблемот со Бугарија, со Грција, таа длабока држава ги попречува сега тие процеси. Да, и сега тука фактички жртвуваат мртовци, кои што веќе не им се потребни како некакви си бели мечки, како светињи некои, може без нив да се оди напред. Па не, И сега Лазо е одамна тие го тргна, го елиминира од политичка сцена, затоа што се случи тој еден тој суdir помеѓу Кос и Удба 90-та година, она што го говоревме. Да. Претходната емисија, да не одиме, него ајде да почнеме. Има ли уште малку? Нема Или веќе готово? доволно, не треба повеќе Говоре. да го користиме видеото. Да почнеме со тоа чив човек бил Тито. Чија политика Тито спроведувал во Македонија. Вака, тука ќе се послужиме со книгата Случај Ранковиќ. Книгата е издадена од Хрватска повест. Случај Ранковиќ од архивите на КОС.
Автори се Светко Ковач, Бојан Димитриевиќ и Ирена Поповиќ. Значи, ова е еден тип на книга, какви малте некако што ние правиме Да, исклучиво се извештаи базира на документи од тоа време. од архивите Од архивите на КОС. на КОС. Значи, тука нема од извори блиски до извори на изворот, дознаваме Дознаваме. од анонимни работи, овдека Да. е што е документирано. Сега, повторно тука сакам да спомнам една работа, што нема да ја обработуваме како детално, меѓутоа, во првата емисија, во првото продолжение на Во центар, Богоевски вика дека погрешно е историјата да се студира преку документи. Документи, да. Меѓутоа, проблем е што документите се она што останува за иднината. Да. Значи, сега ние знаеме дека имало дека имало луѓе кои живееле во пештери, поради тоа што има цртежи во пештерите. Да нема такви цртежи, ќе претпоставуваме дека луѓето живееле дали во дрво, дали во земја, Во копале воздух. дупки во воздух. Значи, Летале. да. Сега, на основа на документи се градат наративите на историјата. Да. И сега, тој тука ни го одвлекува вниманието и повторно сака да не намести во местенката, стапицата која што ни ја прават сега. Да. Значи, да не се занимаваме ние многу со документи, граѓата која што службата негова ја правела со децении, по која, ако ние денеска не ги расчистиме тие документи, после 50 години или 100 години, некој ќе си напише историја Како сака. согласно на тие документи. Да. И уште една работа, овие документи не се оспорени од никој. Да. Тука е, значи документ, изјава која не е оспорена во 10, 20, 30, 40, 50 години, тога што е Се зима како де факто. де факто вистини, тука нема спор. Ајде да. Значи, сега нема да одиме во која страница е ова, меѓутоа во некаде околу почетокот. Почетокот е, да. Ранковиќ се со овим прешутно сложио и навео еден догаѓај с пријама на кој су били Тито, значи со пријемот на кој биле Прием на пријем, да. пијанка. Да, на кои су били Тито, Коча, Поповиќ, Карде и други дужносници и када е Крцун мало попио. Тоа е Слободан Пенезиќ Крцун, десната рака на Ранковиќ, српски тврд националист, може да се каже дека еден од тој можел да биде и на Дражо Михайловиќ човек. По односот кон српството, не по други работи. Така да, иако е комунист. Рекао е старом, тоа се однесува На Тито, да. Mi smo te primili u naše društvo i bit ćeš u njemu i voditi socijalizam sve dotle, ne zaboravi, dok te Srbija podržava. Da bi izbjegao veći incident, Ranković mu je rekao, ajde Marko Kraljeviću. Slavka priznaje da je Krcun bio malo primitivan. Тоа е сопругата на Slobodan Krcun. на сопругата на Ранковиć, На Ранковиć. Славка се вика. Malo primitivan, ali da je istoriju Srbije imao na malom prstu. Da je neprijamama i sličnim skupovima znao recitirati povijest srpskog naroda tako da sve zadivi i da je jedini imao petlju kada se nešto radilo u Republici Srbiju, da u siv lupi po stolu. Сиф е сојузна источна влада. Сојузна влада е тоа. Сојузната влада. Lupi po stolu, znači čuka po... Да, удира во маса. Udira во masa, da. Od tada nikada niko nije imao petlju da za svoju republiku lupi po stolu, pa i Titu. Znači, nikoj nemao Затоа hrabrost da za својата република да удира на маса, па дури и по Тито. уште една работа ќе кажем за Слободан Пенезиќ. После ова набрзо за Крцун, за Слободан Пенезиќ Крцун. После ова набрзо му се случила сообраќајка
таму на патот помеѓу во Срем, на автопатот. И по една чудна едно 100 и кусур метри одат низ нива по кал и удираат во единственото дрво кое е во радиус од 200-300 метри, 500 метри, во радиус немало дрво. Удираат во тоа и Крцун таму погинул. Некоја силна глада да не била Па во близина? може би не. Има после има во една друго појаснување, колата била американска со автоматски мењач и таа не можела да сопре возачот, бидејќи автоматскиот мењач не можел да кочница нечела да прифати да кочи. Интересна Значи, работа. возиме тука тие автоматски мењачи, не сме знаеле. Да. И кога го читав тоа, бидејќи целата кола е разглобена по барање на Марко, на Ранковиќ, да се види што е. По моје видување и за да не настанат проблеми, од Крцун почнал да прави веќе проблеми на на Србија, со вакви изјави пред аудиториуми кои што се од сите републики тука и затоа е малку го превоспитале на еден начин кој превоспитува удба. На траено превоспитување. Значи, ние те примивме во наше друштво и ти ќе видиш во него и ќе го водиш социјализмот се додека немој да заборавиш додека Србија те поддржува. Ова само накратко ќе ја поврзам оваа изјава со цитатот, сега ми бега името на српскиот мислител од почетокот на Кралска Југославија, односно тогаш кралство на србите, хрватите и словенците. Некаде 1921 или 22 година во полемика во политика во однос на тоа како ќе направиме сега од оваа нова турлитава држава, како ќе направиме нација. И тој предлага дека можеби најефективно и најефикасен начин за правење на нација југословенска ќе биде ползување на социјализмот. Ова се премногу, Стив Банон вика, нема завери, ама нема ни коинциденции. Да. Сега да ги поврземе сега зошто оваа го пренесовме. Значи Ранковиќ е една од најсилните фигури во таа Југославија 45 навак. Тој ја води озна, ја води удба и да објасниме зошто Лазар Колишевски е толку моćен. Да дадеме едно објаснување. Мислам, Лазар Пантовиć, не Лазар Колишевски, е кадар на Ранковиć. Дали сега да кажеш од каде е овој текст сега што ќе го читаме? Сега прво ќе дојдеме да објасниме зошто се блиски, што е она што ги врзува Лазар Пантовиć Колишевски, кога доаѓа во Македонија, станува Колишевски, дека во Србија е Лазар Пантиć. Така да... Значи, лапсус е тоа што ние во јавноста... Тој учи во Крагуевац, стипендист, учи школа и се запослал во воена фабрика за производство на... Да, меѓутоа во јавноста, Да, по тоа социјалните не- мрежи, кога луѓето зборуваат за неговото време со српско презиме, обично го нарекуваме Колишевиќ. Количевич, не, тој Значи, си не има... бил Колишевиќ. Си има оригинално презиме. Пантовиć, така да треба да се знае. Лазар Колишевски доаѓа еднаш во Македонија да превземе партијата по налог на Ранковиć, но не успева и се враќа. Сега нема да имаме емисија за тоа која ќе разговараме. Сега само ќе ги споменеме едно по друго да не ќе споменеме како настани без да ги обработуваме многу. По лична наредба на Ранковиć, Лазар Пантовиć требал да дојде во Скопје во Македонија 27 јули
да тргне од Белград со вечерниот воз и да дојде во Скопје, за да повторно ја преседе партијата и ја префрли да го елиминираат Шарло Шаторов и тој да стане председател на партијата и да поврзе со Комунистичка партија на Југославија. Но тој ден кога треба да оди на 27 јули, уапсен е од Гестапо и уапсен Ранковиќ во Белград. Лазар Кулишевски видел кога е апсен Ранковиќ, видел и јавува на својата партиска врска. Ти така по хиерархија го известуваат Тито, се организира храбра акција за ослободување и го ослободуваат Ранковиќ. Бидејќи тој е пренесен во болница. Од болница го ослободуваат, Гестапо таму немало некоја опасна, како да е во затвор. И било лесно ослободувањето. И затоа Ранковиќ потоцна ќе изјави за Кулишевски дека малку подигни го само да ви. И некој и ова сега што го објаснуваш. Тука во таа книга, тука е извадокот, така да. Добро. Кулишевски и јас порано пријател дека биле пријатели. Но исклучително станале блиски заради неговата неволја за апсењето од 41 година. Може би и тој признава дека код него имал сентимент бидејќи му го спасил животот. Така да, затоа е не по некоја партиска способност или по некои други основи избран од Ранковиќ, туку заради верноста кон Ранковиќ. И тука е врската меѓу Ранковиќ и просрпската ориентација на Кулишевски. Тука тоа се двете основни работи. И сега, тој што го прочиташ од мемуарите на Лазо малку тој дел. Она на крај доле две работи круцијални, тоа е битното. Другото ќе го обработиме во друг, рековме. Овде кај се битна е работата да влеземе во суштината на УДБА, на Ранковиќ. Прво, Кулишевски е човек од највисока доверба на Александар Ранковиќ, Да. шефот на сите тајни служби во Титова Југославија, творецот на ОЗНА, Одделение за заштита на народот и долгогодишен челник на УДБ, Управа за државна безбедност. Оди на второто, две работи се круцијални. Ова е второто. Тоа е првата работа и второ. Да. Ранковиќ, србин по Да, националност, инсистира Лазо да ја преземе војната комисија во КПМ, бидејќи во тие воени комисии била најдобро инфилтрирана мистериозната српска националистичко-милитаристичка организација Црна рука, од која после војната ќе израсне злогласниот КОС. Ова инаку го има и во се споменува и во Југословенскиот отпор и ОСС, значи тоа е она книгата која што е како содружник на првиот зборник од архивите на ЦИА. Не е таа, не. Не е тука сега. Не е тука, да не е барем. Зборувавме во емисијата со Петар Петровски с промоцијата на првиот дел од зборникот на архивите на ЦИА. Да. Значи тука и мислам дека и онаа книгата Тајната војна на Србија, која што ја спомнавме таму некаде во третата или четвртата епизода кога зборувавме за ВМРО и конкретно мислам дека станува збор околу атентатот на Караѓорѓевиќ. Да. Значи ова идеја, теза не идеја, дека Црна рука се има инфилтрирано во разузнавачките или контраразузнавачките служби на Титова Југославија, ја се пласира од повеќе различни извори, значи тоа е точно. Да. Така да сега има дел инаку и дел од усташите се имаат инфилтрирано. Да. Тоа не е и само уште да кажам. Ова не се
тука мислам дека е мисномер да се каже дека се инфилтрирани, бидејќи тоа значи тоа Влег- означува Влезе тајно тајно, не, влегување. тие се Не, ова, влезени- ова се по договор се примени и токму и во зборникот при крајот таму некаде 44-та година се тоа е јасно објаснето дека тоа е дел од договорот за новата влада на Нова Југославија, која што треба да биде некаков компромис помеѓу партизаните и монархистите. И така, значи, кралот не доаѓа, не се враќа во Југославија. Меѓутоа, голем дел од офицерскиот персонал, од разузнавачкиот персонал и така натаму влегува во партизаните. И сега да одиме, да направиме малку еден прескок. Знаеме што се случувало од 45-та, ликвидации, затворања, прогон на македонци, ако по уставот на СФРЈ, на Федерација Народна Република Југославија, им било дозволено да се организираат и да барат осамостојување до отцепување на Македонија. Се тоа било прогонувано од УДБА. Се случува Брионскиот пленум и случај Ранковиќ и Паѓа Ранковиќ, да, тој пленум Паѓа, да, се сменете, се Црвенковски ја води комисијата. Да, тоа е голем дел од митологијата на Југославија, Да. дека 66-та Паѓа Ранковиќ и ете србите до ден денеска не можат да прежалат како тие го губат своето влијание во Југославија, како тогаш ете тие стануваат починети, меѓутоа тоа е се дел од таа митологија. Но да, еве да кажеме, бидејќи ние говориме за состојбата во Македонија. И тука сега ќе видиме дали паднал Ранковиќ. Тоа е поентата. Тука е целата игра. Дали паднал Ранковиќ? Многу брзо после падот на Ранковиќ, во времето на Ранковиќ во Македонија има единствена министар на полиција кој не е македонец од другите републики. Мишковиќ се вика, тој е министар на полиција. Во тоа време Крст Црвенковски е шеф на комунистите и Мишковиќ му дава податоци, така, која е играта, дека го прислушкува Ранко и Тито. И цитијата покренува Крст Црвенковски на Брионски пленум, во Брионе, пленумот на Бриони, доаѓа до смена на Ранковиќ. И се прави една сега чистка, Тито прави чистка. Да, повторно тоа дел од митологијата. Тито оди во неговата канцеларија, трга некоја маса или каучи, зад каучот наоѓа жица. Да. Микрофон. Се е тоа. И дека има кабел до неговата до резиденција во Ужичка 15, тоа да не, друг пат ќе зборуваме за тие работи повеќе. Сега ова да завршиме, да не правиме долга емисија. Тито дава и се менува Ранковиќ, тој Чеча Стефановиќ, негова десна рака, кој го заменува Крцуна на исто така српски националист тежок, ги сменува нив и се дава налог сите луѓе кои биле блиски или проранковиќевски определени во службите да бидат пензионирани. Значи се прави чистка и во службата, во УДБА. Тогаш таа го менува името во СДБ. Да. Значи се пензионира една маса на луѓе. Одат луѓе во пензија со 35 години старост, не стаж. Ако ме држи памтењето добро сега од извештајот на комисијата, бидејќи тоа е подолг извештај и ние често се задржуваме на еден дел само. Да, меѓутоа на вториот дел од извештајот. Првиот дел на извештајот е еден пасус. Да. Тоа е конкретно околу Ранковиќ и влијанието на Ранковиќ.
Комисијата утврдила дека Ранковиќ немал влијание во службата во Македонија. Никако. Тама работа. Среможно тоа Ранковиќ да има. Ако праќа неговиот најверен човек и целата екипа друга кои се блиски до таа српска идеја, да ја преземе партијата во Македонија. Ние ќе зборуваме, бидејќи во интервјуто го споменуваат случајот со Шарло Шаторов и ќе правиме емисија за тоа. Мислам да ја кажем на гледачите дека сме решиле ова интервју да го обработиме вистински и да покажеме многу историски документи кои се спротивни од она што сме го учили, што се обиде сега да ни го продаде Богоевски. Да, ја како што реков, ова ќе ни биде малтене оваа сезона, ќе ни биде малтене Да, ова интервју. со ова интервју и ќе ни биде одскочна даска да го направиме токму ова ревидирање на македонската историја. И значи се пензионираат една маса на луѓе. Нормално е луѓе кои ќе се пензионираат тие да немаат веќе пристап по службата. Пензионери добија добри високи пензии во тоа време. Но што се случува во Македонија? Голем дел од нив ги продолжуваат контакти со службата. Службата им наоѓа работа. Пензионер кој има пензија многу повисока него директорски плати на некои фирми во тогашна Македонија. Одеднаш тие луѓе службата ги вработува, стануваат директори на фирми, директори на тогаш се дозволи правење на ГГ некои си фирми, не знам како што беше тоа. Тие работеа на работи кои има контакти со луѓе со странство. Има еден случај, затоа ќе го потенцирам во книгата Црните страници на УДБА. Конкретно тука емиграцијата, том 5, дел 1, емиграцијата државен непријател број 1. Да, зошто го потенцирам ова? Бидејќи не сум ова некој работа сум слушнал за овие луѓе кои се пензионирани, а работеле потоа во интензивно за службата. Но во разговори со Костадин Смичковски, кога контактиравме додека беше жив, Бог да го прости, ми спомена еден случај кој тој го имал. Ќе го фати камерата, се надам ќе го фати. Со представникот на една група на представници кои доаѓале често во Милано, инаку Смичко живеел во Лугано. Во Швајцарија таму работел, тој е лекар специјалист за оние што не знаат Смичковски, и некој е еден од основачите на ВМРО СДМР Правда. А тука во досието него стои дека е лице обработувано како ВМ емигрант во Лугано, Швајцарија. Значи како Ванчо Вихеловски. Да. Значи е уште еден човек кој што Радев ќе го искористи кон неговата теза. Тој наведува ми спомена еден човек по име. Јас името го заборив на човекот, таму ја запометив фирмата во која работеше човекот, бидејќи тоа беше во тоа време многу голема фирма за наши македонски прилики, бидејќи работеше со странска, со телевизори, фотоматеријали и затоа ми остана во сеќавање. И кога ми спомена тој ми ја спомена името на фирмата и името на човекот. Јас името на човекот го заборив. Но кога ги добивме книгите, Црните страници на УДБА, листајќи, најдов за Костадин Смичковски од неговото досие и најдовме, се подсетив, го налетав баш на тоа име, на тој случај што ми го расправаше за директорот на фотоцентар. Значи, ова е белешка од јануари 1981 година и вели вака по точка 3. Во почетокот на минатата година со група деловни луѓе од Скопје, Жико Илиовски, директор на Илковски. Се извинувам. Да. Жико Илковски,
директор на ООЗТ Електроцентар, ОЗТ Фотоцентар, Жико Н, директор на ОЗТ Електроскопие и Тантуровски Н, директор на ТРО Славија, кој деловно го посетиле во представништвото во Милано, Технометал Италијана СРЛ, на улица Таета, заминал за Лугано, Швейцарија, каде се запознал со нашиот граѓанин Смичковски Костадин, стар помеѓу 45 и 50 години, кој работи како лекар, специјалиста и така натаму. Значи, Смичко спомена дека тој Илковски Живко, Жико Илковски. Жико Илковски е директор на Фотоцентар, бил пензиониран како од време работел во службата за безбедност и потоа го видел како директор на Фотоцентар. Да не читам понатака, мислам, тоа ми беше само поентата дека такви луѓе се вработувани. Сега не знам, ја се обидував многу години да, откако ми посочи Смичко за таа работа, барам од некои луѓе од Македонија, сметајќи ги дека се инволвирани, дека се македонски ориентирани и дека сака да ја откријат ова игра, да се обидат да најдат некои податоци кои се луѓе кои се пензионирани во времето на Ранковиќ, добиле високи позиции во државните фирми, во представништата надвор, во фирмите во Скоп, во Македонија, работа која е поврзана како стечајни управници. Никој не сакаше да ми помогне во таа. И сега доаѓаме до... Значи, таа група од тие луѓе кои се пензионирани како следбеници на Ранковиќ, тие соработуваат со служба. Тие се на работа во службата. Не се платени од неа, но службата им нашла уште подобро платени места. И може да патуваат, да бидат директори во Скопје, да имаат контакт, да примаат луѓе, да може да имаат информација од секаков... Тоа ги поставува буквално како оперативни позиции. Да, како точно тоа. Сега, затоа кога се враќа Колишевски, тој има таа структура. Таа структура ја знае и Богоевски. И тој се работело со неа. Не може да не се работело со неа. Бидејќи тие се соработниците кои им давале најквалитетни информации. Тоа сега дали да го заокружиме се ова, дали ти сега тврдиш дека Богоевски нешто лаже со ова што го говори или се едноставно се обидуваш да дадеш контекст на ова што го говори? Јас само давам контекст на ова. Јас ќе давам хронологијата како од кога е заробена, од кого е заробена државата. Затоа што ние 91 година кога Слободан Богоевски доаѓа за подсекретар, кога се враќа, и писам тој доаѓа, пред тоа не бил подсекретар на служба на СДБ, тогаш назначен секретар. Како награда за револтот на осумината. Да. Го назначува Јордан Милалков, ми се чини, така некако беше во времето на Јордан Милалков е назначен. А Јордан Милалков и Трпеновски биле многу блиски. Па сретнат на едно друго место. Кога на Трпеновски сопругата била на некоја операција во Љубљана и кога се враќал Мијалков од Чешка за Македонија, со човек кој бил близок на службата, и тој расправа како Мијалков инсистирал да застанат во Љубљана, да ја посети жена на Трпеновски и да ја види во болница како е, да ја однесе бомбонјера. И сега имаш еден судир, наводно осмината се против Трпеновски, Јордан Мијалков ги враќа сите на работа, судот ги враќа, ма Мијалков потоа им дава високи функции. Да. Павле Трајанов е подсекретар за
униформираната полиција, Богоевски е на СДБ подсекретар. Тајната полиција. Така да сте тие луѓе и сега наместо ако Богоевски знаел дека која е подкрепата на Колишевски, на моќта на Колишевски, а не можел да не знае, бидејќи со тие луѓе од времето на Ранковиќ и тој ги користел нив и знаел дека тоа се всушност луѓето кои ја држат политиката, просрпската политика, не Лазар Колишевски. Сега тој се обидува просрпската политика на службата да ја подмете на Лазар Колишевски. Значи отишол Лазар Колишевски, веќе готово УБК више не е, СДБ веќе не е под влијание на Белград. Таа е македонска служба. Сега, ако е македонска служба, зошто се воведува новата линија за работа во правилникот кој тој го работел 92 година? И за кој бил свесен дека е неуставен правилникот. 10 кој е објавен посебен службен вестник 1092. Значи, тој е првиот кој го крши уставот. Ајде да кажеме за она година дена од 17 ноември 91 според Уставниот закон. Уставниот законник и можел да ги користи законите на бивша Југославија. Но тој носи во месец дена пред да истече таа година, носи правилник со кој повторно го крши уставот на и поведува прислушкување. Значи, тој ја продолжува длабоката држава. Да. Значи сега е да го закажеме се ова. Значи, Колишевски е човек на Ранковиќ. Да. Ранковиќ е лидер на српските националисти Точно. во југословенската власт. Како негова десна рака е господинов Крцун, Да. кој што е уште Порадикален. порадикален и затоа мора да поради неговата Да. голема уста мора да го отстранат. Меѓутоа, значи тоа е само да ни дадеме да добиеме контекст за какви луѓе станува збор. Да. Ранковиќ значи го праќа Колишевски Пантовиќ мислиш. Пантовиќ да управува со Лаза Македонија, Пантовиќ. да управува со Македонија и 66-та година, значи до 66-та година, како што века и извештајот на Комисијата на извршниот совет, до 66-та година веќе знаеме дефинитивно од официјални извори имаме заклучок, дека службите за државна безбедност и органите на Министерството за внатрешни работи се поставуваат како единствено повикани да ги бранат придобивките на социјалистичкиот систем, дека тие се над државата, дека тие ги контролираат сите државно општествени работници, па дури и припадниците на извршниот совет на републиката. И 66-та година наводно паѓа Ранковиќ и неговите кадри кои што извештајот заклучува дека тие некако не биле под влијание на Ранковиќ, како беше точно не е битно сега, парафразирам. Меѓутоа, ете тоа што се случувало со Тито и Ранковиќ, она не биле во Македонија. Меѓутоа, повторно се прави чистка на неговите кадри и тие кадри сега да кажеме оние кои се свртеле против Тито по прашање на информбирото завршуваат на Голиот. А овие кои што биле против Тито во аферата Ранковиќ се пензионираат со највисоки пензии и наскоро се вработуваат во најбитните предпријатија и општествено организации, политички организации. Да. Разни сојузи, тие здруженија, се тоа е покриено од таквите луѓе. И тие и го формираат јадрото на она што Богоевски го нарекува длабоката држава. Значи,
тие се оние кои што палат и гасат во Македонија и нема никаква индикација дека со смртта на Тито или со смртта на Ранковиќ, со распадот на Југославија, дека дошло до, што би се рекло по официјален жаргон, до ликвидација на таквата состојба. И еве, пренесуваш на заробената држава, на сите, на незините постапки и како работел заробената држава до 91 година, нели Лазо додека бил моќен, а до 91 е моќен Лазо. Така, да кажеме така, бидејќи потоа доаѓа Богоевски начело на СДБ, ги елиминира. Така би требало да биде, бидејќи тие се кренале 90-та година, 89-та, против Лазо и лазовистичкиот начин на владење, на кадровски политики, кадровски местенки. Одеднаш тој доаѓа, му се дава можност, сега тоа за што се борел 89-та година, за промена, за непартиско влијание во службите, во структурите, во институциите, имал шанса да го направи. Тој прави предлог на правилник за работа на службата, кој е од времето на Ранковиќ. Нема ништо. Има само една новина. И тоа покажува до колку тие што го правеле правилникот и тие што го усвоиле правилникот биле просрпски ориентирани. Таму после линија на работа македонски врховизам. Значи прогон на сите луѓе кои се залагале за решавање на македонското прашање со правење на македонска самостојна држава. Да, јас повторно ќе кажам, ова многумина луѓе се ги буни терминот врховизам и го поистоветуваат со врховизмот кој што го учиме наводно врховизмот од времето на Илинденскиот период. Да, ама тогаш е тој врховизам е крстен како бугарски врховизам. Не, да не мешаме. За Врховниот комитет. За Врховниот комитет. И сега, се извинувам. Наводно, она барем реално во историјава која што не е обоена од страна на комунистичкиот систем, немам сретнато некои такви судри. Меѓутоа, според историјата која што ја учевме во школо, наводно има Врховен комитет, има судир помеѓу Врховниот комитет и Централниот комитет, и Централниот комитет се добрите момчиња, тие се за Македонија, а припадниците на Врховниот комитет, тоест врховистите, се лошите момчиња кои сакаат припојување, односно решавање на македонското прашање под бугарски плащ. Сега да не лазаме. Сега не. Само сакам овде да расчистам. Кога зборуваме за линијата на работа на службата македонски врховизам, тука не се зборува за тој врховизам што го учевме во училиште. Тоа ми е зборот. И тоа ги буни многу луѓето. Значи, тука се зборува за врховизмот како дефиниција не според Врховниот комитет, туку според онаа која што ти опишуваш. Во рамки на која држава треба да се реши македонското прашање. Да. И Драган Богдановски има во една негова статија, тој поведува југословенски врховизам. Така да... Ја затоа често пати викам, земете терминот сега што е многу актуелен, white supremacy, односно бел супремизам. Во таа смисла се мисли тука на македонскиот врховизам. И затоа јас велам дека овдека е до толку се дрски и сигурни во себе тие што го правеле правилникот, дека никој ништо не им може, дека државата веќе е нивна. И внесува таква линија на работа. Македонски врховизам.
во самостојна држава Македонија постои линија на работа македонски врховизам. Што е тоа? Не може да го би сакал да го објасни господинот Павле Слободан Богоевски. Јас на Павле Трајанов се префрли, бидејќи тој непрекинато Пајо го споменува. Да. Што е тоа? Кого гонат со тој македонски врховизам? Јас сум гонет по линија на македонски врховизам и екстремизам. Покрај тоа што сум гонет и за бугарски соработка со БНСР. Има уште не знам колку луѓе се гонети по македонски врховизам. И сега тука е прашањето како тие линии на работа БНРС и македонски екстремизам и врховизам, како тие се споредуваат, односно каква е нивната врска во однос на линиите на работа ВМ Ванчо Михајловизам, Ванчо Михајловички елемент и македонски сепаратизам и национализам. Да. Значи, први ве се од независна Македонија, а втори ве се од времето на Југославија. Тоа е она што ќе биде интересно еден ден да се проучи. И сега да одиме понатака. Значи, Павле, ќе дојдеме до Павлето, нема да го ставиме ни Павлето. Кој ќе збориме со особината, ќе го зборам и Павлето. Многу сака изгледаме. Многу сака да го збориш, да. Да, збориме за него. Значи, еве доаѓаме до тоа кој е заробил кој ја пренел заробената држава и кој ја инсталирал во самостојна Македонија. Не ја инсталирал, туку само ја, како да кажеме, сега таа постои реинсталирал, ајде така да. Реинсталирал, ресетирал. Ресетирал, ајде да употребиме таков израз. Ресетирањето трајало само еден ден. Така е ресетирање. Само толку само така. И сега таа длабока држава го попречи признавањето на Македонија во кога понуди САД и дел од европски држави да се признаат, да ја признат Македонија, длабоката држава попречи тоа. Го попречи со уставниот закон да се спроведат нови избори кога падне експертската влада. Тоа беше нејзино дело. Имаме истата таа длабока држава го одоговлекува барањето за прием во Обединените нации. Да. И барањето за прием под уставно име. Таа е иста гарнитура која што го прифаќа спорот со Грција. И сега има една интересна работа. Ако Григоров според устав немал, а според уставниот закон немал право да додели мандат. Зошто институцијата Павле, која ја водел Слободан Богоевски, не го осла Григоров? Или сега Богоевски тогаш бил длабоката држава, кога замижал и ставил превес преку очите да не гледа што прави Григоров, дека го крши уставот, а нели рековме во минатата емисија дека должност на службата за државна безбедност е да го штити уставот. Па добра, сега вака едно да направиме една хипотетичка малку прошетка. Значи сега тој вика на времето на Лазо, тоест на времето за Југославија, иако Лазо бил човек без функција официјална, сите кадровски прашања се решавале кај него во канцеларија. Да. Значи ќе дојдеме ние таму кои биле, ќе седнеме Лазо нозе на маса и високо рака. И што? Висок оно што се мери. Аха. Вага, што? Не, тоа е да измериш дали е ти прав џидот. Аха. Тоа е едно метално врзано за конец и бидејќи како левела некакво за место либела тоа е
еден конусен, и ќе го ставиш и тој ти е точно, ќе го ставиш покрај зидот и ако е крив, конецот покажува високот. Да. Тоа е. И сега, значи, како беше, се почнува од Сојузот на Сојуз на социјалисти, па на Сојуз на комунисти, па Да. И сега доаѓа јануари 91 година. Да. Киро Глигоров е избран за председател, назначен за председател. На 24 јануари, 25. Да, и сега, значи јануари, февруари, и сега се Киро Глигоров го крши договорот за правење на влада и така натаму и вика на политичките партии дајте ми кандидати за премиер. Сега тука има една... Чекај само да завршам. Не знам што, но затоа ти кажувам, но има што е направено. Тоа јас баш ме зачуди што никој до сега од правниците тоа не го објасни. На првата седница на конститутивната седница на повеќе партијскиот парламент е донесен деловник за работа, во кој стои дека председателот избира мандатар. Председателот на државата го избира мандатарот. Така да затоа те викам ти реков тука е играта. Океј, тоа не е Да. спорно во Да. оно што го кажам. Значи сега Киро Глигоров ги бара листите Има за право. мандатари. Океј, Да. има право. Да. Не е Тука- спорно. Да Според завршам. Не е деловникот, спорно. Во ред. Тоа е. Значи, сега ги добива списоците. И сега на фотелјата на Лазо седнува Киро и повторно на првото седиште седнува Слободан Богоевски. И сега се чита кој е подобен, кој е неподобен. Зашо Да. ова го зборувам во смисла на ова Да, што јасно, рече да. дали тогаш замижал Богоевски. Значи, нели е тоа веројатноста дека токму тоа е сценариото. Кога Глигоров ги разгледувал предложените кандидати, токму Богоевски е тој кој седел на неговата десна рака и му кажувал за нивната подобност или Мислам неподобност. дека на местото на Лазо, на фотелјата на која седел Лазо, не седел Глигоров. Седел Јордан Мијалков. Океј. Да, сега тука една е бидејќи Јордан Мијалков, Меѓутоа на фотелјата на Богоевски седел Богоевски. Богоевски, да, на фотелјата на Богоевски е таму. Богоевски, Сега тој на еден начин тој ни го опиша сигурно процесот на кој е направен изборот на мандатар. и Јордан Мијалков диктира. Да. Клюсев ќе биде премиер, овој ќе биде тоа, и сега, ајде, ти што имаш да кажеш Богоевски, вашите некои да предложите, а ние го предлагаме Фрчковски, оно, една друга гарнитура, тие што, бидејќи мора да подметнат своји кадри, не да подметнат го да во договор меѓу Богоевски и Јордан Мијалков, да се освежи малку владата со нови луѓе кои се луѓе на службата. Да, но поентата останува. Да, дека дека Богоевски учествувал, како што учествувал Во во времето на- времето на Лазо, во кадровските назначувања, токму еве невозможно е да не учествувал и во тие избори во наводно демократска Македонија. И сега тој ни објаснува на нас дека деца одат по киремиди. Да. И 95 година, кога се прави законот, првиот закон за СДБ, повторно се прави правилник за работа, кој е објавен во посебен службен весник, ми се чини од 31 март 95 година. Број 10 повторно носи Да. број 10. И тој службен весник, таен службен весник, и во работа учествува сигурно и Богоевски пак. Пошто не го знам точно датумот кога е сменет Богоевски. Но тој вели дека после атентатот на Глигоров така некако Тоа е е ноември. Да, во октомври се случува октомври, атентатот, и ова а ова ти рече дека е март. 31 март, да. Значи тој го Тој работи, да. Убаво добро забележа. Значи тој го прави и вториот ја продолжува заробената држава и со новиот и во новиот закон за Новиот правилник за работа правилник за на нови, службата. не, донесен е закон за работа на СДБ. Прв закон не е донесен од 90 од како е донесен уставот
95 до 91 до 95 не е донесен закон за работа на СДБ. Тогаш се носи закон прв пат на 31. Во март се носи законот и на 31 март е донесен правилник кој е објавен во случај вестник број 10 од 31 март. Значи, и сега ти работиш надвор од уставот. А тоа е здравената држава. Тој што вели дека некој ги крши уставот и работи надвор од институциите. Па што е тоа? Е него. Да. Воред, мислам дека имаме веќе преку 1 час. Да, на своја представуваш, емисија. Мислам дека Доволно, го мислам обработивме дека- она што треба да го обработиме. Сега ќе се одјавиме, ќе ви се заблагодариме за вниманието кое што го посветивте во оваа емисија. Се надеваме дека ќе ги изгледате емисиите до крај. Сега веќе како добивате контекст за некои работи, можете да се навратите назад во некои од нашите постари емисии, каде што исто така обработуваме историски теми. И да ги споделувате емисиите со вашите пријатели, со вашите познаници, на социјалните мрежи, по емаили, по директни пораки, како и да знаете. И со тоа да ја шириме вистината за Македонија, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. Ние сега продолжуваме веднаш со нова емисија, која што ќе биде објавена во наредните 2 до 3 дена. Благодариме на вниманието и до гледање. До гледање.